Добар ден, почитувани. Во ова издание на темата на неделата ќе говориме за рециклирањето на отпадот, особено оној пластичниот и колку тоа представува опасност за животната средина. Мерките на македонските надлежни институции за интегрирано управување со пластичен отпад, според извештајот за Европа, не се ефикасни и не обезбедуваат превенција. Одговорните пак најавуваат дека наскоро ќе започне изградба на регионални депонии. Општинските депонии во Македонија често се запалени и чадат со денови. Тие не исполнуваат стандарди за заштита на животната средина и отпадот кој таму се отстранува не е селектиран. Во земјава има и стотици други диви депонии и селски ѓубришта. Ниското ниво на селектирање на отпад негативно се одразува и врз управувањето со пластичниот отпад, а државата исто така со години не успева да изгради модерни депонии за 6 плански региони. Со првата дека имаме потреба да имаме поголем процент на селектирање на отпад, но што се фали до сега е инфраструктурата за можности да се селектираме. Затоа со нов закон за колективни постапувачи се обврзиме тие да инвестираат на инфраструктурата за селектирање на отпад. Но и ние како министерство од тоа средства што ние собираме од пластични кеси, ќе инвестираме на контенери за пластика и за другите материјали на отпад. Според активистите за заштита на животната средина, меѓу причините за малиот процент на селектиран отпад е и во ниската свест кај граѓаните и нивната недоволна мотивација. Борче Кузмановски од граѓанската организација Go Green смета дека поголема мотивација е можна доколку се промени системот за пресметување на финансискиот надоместок за управување со отпад. Трет фактор што придонесува за овој посла процент на селектиран отпад е исто и инфраструктурата. Не може да очекуваме граѓаните да селектираат ако тоа не им е понудено со соодветни садови пред нивните стамбени згради или куќи. Според извештајот за управување со пластичен отпад во Европа, во чија изработка е вклучен и Државниот завод за ревизија на Македонија, политиките и мерките на надлежните институции за воспоставување на интегрирано управување со пластичен отпад не се ефикасни и не обезбедуваат превенција и намалување на количините на генериран пластичен отпад. Нуредини вели дека изградбата на регионалните депонии ќе започне наскоро. За источен и северно-источен регион, ние сега сме во тек со грантови од ИПА програмата, од Европска делегација, да изградиме централна депонија за тие два региони. Денес е во собрание предлог закон за заем од ЕБОР, ние да земеме еден заем од 55 милиони евра и ќе бараме грант од WBIF, фонд од Европска делегација, да инвестираме на централни депонии за тие други региони кои не се во државата. Според активистите за заштита на животната средина, многу е важно регионалните депонии да бидат изградени по европските стандарди и да немаат негативно влијание врз животната средина. Бројот на пожари во погоните за рециклирање пластика во Турција е зголемен во последно време. Експертите и активистите се сомневаат дека тоа не е случајно, бидејќи веруваат дека некои предприемачи сакаат да се ослободат од несаканиот отпад, што најчесто се увезува од Европа. Во Картепе, индустријски град во северозападниот дел на Турција, една од депониите беше затворена од властите пред неколку месеци по избувнувањето на 3 пожари за помалку од 30 дена. Еден од пожарите горел повеќе од 50 часа, изфрлајќи токсичен црн чад над областа заглавена меѓу планините и мраморното море. Не сакаме нашите езера и извори да бидат загадени, вели Beyhan Korkmaz, ekološki aktivist во gradot. İşte burada çok büyük bir firma var. Orada işte geri dönüşümler var. Kokusundan inanılmaz derecede rahatsızız. Ve özellikle astım hastalıkları çoğalmış durumda. İşte akciğer kanseri artmış durumda. Bu anlamda baktığınız zaman demek ki geri dönüşümde aksaklıklar var. Таа е загрижена за загадувачките емисии на диоксини од десетина слични пожари во радиус од 5 километри за помалку од 2 години. Во минатата година просечно имаше пожар на секој 3 дена во погоните за преработка на пластика во Турција. Бројот се зголеми од 33 во 2019 година на 121 лани. Во истиот период Турција стана водечки увозник на европски пластичен отпад,
пред Малезија, откако Кина го забрани увозот на почетокот на 2018 година. Речиси 520.000 тони пристигна во Турција во минатата година, додавајќи на 4 од 6 милиони тони што земјата ги генерира секоја година, наведува турскиот огранок на невладината организација Greenpeace. Голем дел од овој отпад завршува на југот на земјата, особено во провинцијата Адана, каде компаниите кои работат нелегално беа затворени во последните години. Verileri söylüyor yani. Düşünsenize, Çevre Sağlık Bakanlığı diyor ki Dilovası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dilovası ilçesinde dışarı çıkmak tehlikeli ve yasaktır diyor. Kendi verileri, kendi ölçümleri yani. Ya bu demektir ki ciddi manada bir çevre sorunu, ciddi manada bir hava kirliliği var yani. O yüzden Avrupa'dan gelen çöplere veya gelecek çöplere kesinlikle karşıyız. Kesinlikle, özellikle de Kocaeli bölgesini hiçbir şekilde istemiyoruz yani. Според Турското здружение на рециклатори ГЕКАДЕР, секторот за пластичен отпад генерира милијарда долари годишно и вработува околу 350.000 луѓе во 1300 компании. Мустафа Остурк, поранешен секретар во Министерството за животна средина и урбанизација на Турција, veli дека половина од фирмите за рециклирање работат без дозвол. Üzerinde yaklaşık Türkiye'de dönüşüm tesisi benim son aldığım bilgiye göre 300'e yakındı. Bunun 100'e yakını artık hatta 150'sine yakını geri dönüşüm lisansı vesaire alamadı. Şu anda o tesisler çalışmıyor. Во Карттепе, еколошката активистка Коркман се загрижена за иднината на незиниот регион. Noktasında hani biz bu firmayı kapattık bundan dolayı diye haberlere yansıyan çok fazla şey görmüyoruz. Şunu diyorlar, yangın çıkmıştı diyorlar, kapattık diyorlar mesela. Hani sebepleri çok fazla açıklanmıyor. Halk olarak da aslında duymak istiyoruz biz bunu. Eğer bir yer kapanıyorsa neden kapatıldığını bilmek istiyoruz açıkçası. En azından karşılaştığımız zararı görmek için. İnsan sağlığına ne kadar tehlikeli boyutu olmuş, bizim için ne kadar zararlı. İşte maske takmamız gereken bir durum söz konusu mu? Толку во ова издание на темата на неделата. Вашите мислења и коментари можете да ги испраќате на Facebook, Twitter и YouTube на македонската редакција на Радио Слободна Европа. Довидување, почитувани.